Денеска збориме за судбина. Ќе прочитаме еден цитат од Хабард. Вели вака: индивидуата ја губи контролата врз собствената судбина, кога индивидуата ја губи контролата од овој податок. И кажува кој е податокот. Дека тој ја креира со идеите. Значи, ја креираме судбината со идеите. Вика, тој, ќе продолжи малку. Тој губи се кога ќе изгуби идеи. Тој снемува се кога ќе ги снема идеите. Ако би можеле да ги убедите луѓето дека тие немаат идеи од било кој тип, ќе направиш од нив робови. И многу набрзо после тоа ќе нема да имате универзум или било што за овие луѓе. Ви текнува нашиот универзум доаѓа од нашите идеи. И ние го креираме нашиот универзум преку идеите. Сега може да не убедат да немаме идеи. Така, и тоа се случува многу лесно. Луѓето се полни со идеи, децата се полни со идеи. И они го креираат нивниот универзум на тој начин. Така, ама заќутка го детето, заќутка ја жената, жената ќе го заќутка мажот и после тоа он снемува идеи и го снемува својот универзум. У суштина, има еден друг цитат од Хабард, вика, најголемата способност е да добиеме идеја. Се почнува со идејата. Зошто? Затоа што идејата е сениорна на фактот. Ајде да го објасниме тоа. Гледате, судбината е факт. Нели е така? Судбина, кога ќе речеме, тоа е фактичката состојба која што човекот ја има. Нели? Фактичката состојба која што човекот ја има е креација и е резултат на некоја идеја. Како ние ја креираме идејата? Како ние ја креираме судбината? Како го креираме тоа што е нашиот живот? Мора прво да имаме идеја, па да имаме акција и да имаме резултат на крај. Нели? Сега, две опции се во прашање. Гледате, секој од нас има свој универзум преку неговите идеи. Јас сум имал идеја дека сакам да бидам мотивацијски тренер во мојот живот, дека сакам да зборувам со луѓето. Татко ми имал идеја дека јас треба да бидам доктор, јас сум доктор по медицина, но на некој начин во друг правец, во друга патека, затоа што сум сега мотивацијски тренер, но гледате, универзумот на татко ми содржал идеја за мене, и ако мојот универзум е послаб од универзумот на татко ми, тоест ако ја не си изборам за мојата идеја, судбината моја е тоа кое што е фактичката состојба, ама таа фактичка состојба е јачината на идејата на мојот татко. Ме разбирате? И едноставно јас го следам тоа што е универзумот на мојот татко. И тоа е мојата судбина, точно е, но мојата судбина имало опција да не биде таква, доколку јас сум имал своја идеја и сум се борел за својот универзум и сум сакал да искрирам моја иднина, не? Моја судбина. Затоа што, гледате, судбината е фактичката состојба. Некој човек има негативна состојба и точно е дека можеме да имаме негативна состојба не по наша вина. Ме разбирате? Некој нешто случајно ќе падне, ќе скрши нога или едноставно, не знам, некој ќе очукне кола. Но исто така начинот на кој што реагираме на таа состојба ја креира исто така и ставот кој што ги имаме кон нештото исто така е многу важен. Дал ќе продолжи таа состојба или нема да продолжи таа состојба. Гледате, човекот кој ќе речеме дека е жртва, велиме дека он нема контрола врз нештото. Нели? Затоа што жртвата е состојба на ум. Жртвата не е дека мене некој ќе мудри, дека некој мене ќе ми направи. Жртвата е состојба на умот и став кон нештото кое што се случува. Човекот не е жртва ако му се случи нешто и изреагира на тоа нешто со даден тип на акција, со даден тип на реакција. Ме разбирате, му ще случило нешто на човекот, сега човекот има свој став кон тоа, не го прифаќа тоа, затоа што се уште има својата идеја која што сака да ја реализира и он се бори против настаните кои што му се случиле во неговиот живот. Затоа што ние со нашите идеи, со нашата упорност, со нашата истреност да ја направиме нашата иднина како што сакаме според нашите идеи, ние ја контролираме нашата судбина.
Дали ќе имаме препреки? Апсолутно ќе имаме препреки. Дали ќе имаме некој кој што ќе не спречи? Веројатно. Тоа е дел од играта, затоа што животот е игра. Така? Но ако ние ја загубиме нашата идеја, и што е тоа што сакаме ние да креираме во животот, и што е тоа што е нашата цел, тогаш ќе бидеме судбински во нешто каде што можеби не сме ние врз целосна контрола на тоа што е околу нас. Така ли? Затоа што, гледате, секогаш ќе имаме моќ на избор. Што ќе направиме? Јас сум имал моќ на избор. Океј, ќе се изборам за мојот простор и за мојата идеја да бидам мотивацијски тренер, или ќе следам идејата на мојот татко, кој што секако дека имал добра намера за мене, ништо лошо човеков не помислил, но сакам да кажам, тој ја имал и визијата за мојот живот во неговиот ум. И многу родители ги имаат визиите за нивните деца во нивниот ум и на тој начин ја креираат, ајде да кажам така, судбината на децата, но и децата, односно и луѓето сме сите во можност да изреагираме некако на нешто што ни се случува на нас. Затоа што ако станеме жртви, ако речеме да, тоа е па така се, ја не можам да се борам против татко ми. Ете, јас сум у Македонија живеам, како така, ја не можам да успеам на тој начин. Гледате, тоа е согласност наша со дадена околна состојба или ситуација. И секој човек ако се согласни со ситуацијата во која што е, секако дека тоа е неговата судбина. Ако не се согласи со ситуацијата во која што е, и тоа ќе е неговата судбина. Затоа што човекот се наоѓа во дадена ситуација во која што е поради неговите избори, поради неговото знаење, поради неговите идеи. Но како он го прави изборот? Го прави изборот преку неговото знаење. Ако имате човек кој што е целосно погрешно едуциран, кој што нема знаење, едноставно го водат други сили, го водат други луѓе, нема свој собствена визија, нема свој собствен став, нема своја собствена мисла, секако дека ќе западне во некоја судбина и во некоја ситуација на некој друг кој што донел одлука. Да се вратам на поентата што сакав да ја кажам. Идејата е над фактот. Судбината е фактичка состојба, така ли е? Судбината е нешто кое што е факт. Но пред фактот доаѓа идеја. Од тоа не можеме да избегаме. Гледайте, ова идеја за да имаме лајвови, овој факт дека имаме лајвови, почнало од некоја идеја дека пред 2 години, кога настана локдауните, требаше, сакав јас да направам некој предавање, немав како, добив идеја да правам лајвови. Ме разбирате? Сега, од таа идеја да правам лајвови, настана чекори, настана акции и евега судбината на некој начин, ова е судбина, за мене добра судбина, се надевам и за вас добра судбина, дека сме се нашле преку овие лајвови и дека на некој начин, се дружиме тука и уживаме во овој настан, но и ова е судбина. Ме разбирате, но судбината е фактичката состојба на човекот. Фактичката состојба на човекот секогаш зависи од претходно од идеја. Се на овој универзум, пред да стане факт, почнало од некоја идеја. Телефонов кој што го користам, била нечија идеја. Па после тоа имало акција и дошло да биде факт. Се во вашиот живот. Сте имали имагинација да бидете со некоја девојка, сте направиле коректна акција и едноставно сте со девојката во вашиот живот. Така? И ке речеш, судбина е. Да, судбина е. Поради тоа што судбината е некоја состојба во која што се наоѓаме, добра или лоша. Ме разбирате, но состојбата во која што човекот се наоѓа зависи од многу работи, од пред се од едукација, би рекол, нели? Затоа што како може човекот да донесе паметни одлуки ако нема паметни информации? Како може човекот да реагира на даден начин во животот ако нема достапно знаење? Гледате, знаењето е тоа кое што ја формира идејата на еден човек. Така, информација, ви текна еднаш зборев, значи формација во умот. Информација значи формација во умот и секоја информација која што човекот ја добива, ако се погрешни, тој ќе добие погрешни идеи, ќе преземе погрешни чекори, ќе има погрешен резултат, ќе се најде во состојба која што е судбина за таквото нешто, нели? Значи, се почнува со идејата. Идејата може да биде лимитирана идеја. Ај ќе кажам неколку работи. Видете, човекот може да ги загуби своите идеи на кој начин? Може да ги загуби своите идеи поради тоа што има луѓе околу него кои што му ги лимитираат неговите идеи. Ке дое човек сака да збори за некои идеи, ке има некој човек кој што е ниско на скалата на емоции, кој што е негативен, овој ќе го сосече цело време. Му ја сече идејата, уште едната идеја. Вау!
Човеков на крај нема идеи, неќе да збори. Човекот е причина преку идеи. И како го правите човекот да е помалку причина? Прво, му ги сечате идеите. И ако имате некој човек што цело време ви ги сече идеите, знаете зашто мислам? Ќе почнете да бидете статични. Ќе почнете да реагирате на универзумот кој што е причина. А нема ние да сме причина. Ние ќе реагираме на универзумот, на работите во универзумот, на телевизијата, на вестите, на другите луѓе и ние ќе реагираме на нив. Зошто? Затоа што сме ги снемале своите идеи и затоа што го немаме нашиот универзум. Ако мојот универзум е со позитивни идеи, со позитивни креации, со позитивни мисли и превземам акција, ја го доминирам физичкиот универзум и ја правам судбината каква што е, мојата фактичка состојба ја креирам. Затоа што судбина е резултат на акција, акција е резултат на идеја која што ние сакаме да ја реализираме. Не разбирате? Така да, ако прво мораме да имаме идеи, и ако имате луѓе околу вас кои што цело време ви контрираат, кои што цело време ве стопираат, што прават тие луѓе? Тие ве спречуваат да креирате, затоа што знаат дека единствениот начин човекот да креира, битието духовно да креира е преку неговите идеи. И ако имате стопер во вашата околина, прво нешто што се случува е немате идеја. Ако немате идеја, немате ваш универзум. Не ли е така? Сега, ние сме причина преку нашите идеи. За човекот да има судбина каква што тој сака, мора да има оригинална идеја во која што тој верува. За човекот да има судбина која што тој ја сака, мора да има оригинална идеја во која што тој верува. И колку повеќе верува во таа идеја, и колку повеќе ја креира таа идеја, толку повеќе ја менува неговата судбина. Начинот човекот да ја смени судбината прво е едукација. Како да имам подобри идеи? Имам ли идеи у мене кои што се безврска идеи? Да. Имаме ли ние лимитирачки идеи? Да. Дал тие лимитирачки негативни идеи го не ограничува? Да. Кога има човекот страв, полне со идеи, но безврска идеи, негативни идеи. И сега он, не знаејќи дека не треба да му се плаши на стравот, он му се плаши на стравот, што е неговата судбина? Седи дома, ништо не прави. Зашто се плаши? Се плаши да креира, се плаши да биде. Тоа му е судбината. Затоа што не сме научиле што е страв, не сме научиле од каде потекнува тој страв, не сме научиле како да го избришеме тој реактивен ум и така натаму, и така натаму. Нели? Но, у суштина, идејата е креативниот дел. Ако немаме идеја, ние сме ефект на влијанието на околината, не сме причина. Не сме причина. Ние сме причина преку нашите идеи. Ние сме причина за нашата судбина преку нашите идеи. И ако ги немаме тие идеи, поради тоа што ни е страв да ги имаме тие идеи, затоа што, гледате, одговорност е да имате идеја. Особено идеја која што треба да ја реализирате. Тоа е најголема одговорност. Најмала одговорност е некој друг да ти даде идеја и ти да ја завршиш таа идеја, затоа што тој така бара од тебе, окей, ти си у некоја добра судбина, се надевам дека некој околу тебе имал добра идеја за тебе, не ти наштетил многу и сега ти живееш живот кој што е релативно добар затоа што тој имал друг идеја за тебе и ти се реализирал таа идеја и окей си. Уживаш во животот, среќен си, релативно добар е животот, окей, релативно добра судбина. Или можеме да имаме некои луѓе околу нас кои што можеби ни самите тие не знаат и ќе ти стават некои идеи у главата кои што после тоа брмчат у нашата глава, не лимитираат, не ограничуваат, не плашат. И си викаш како да успеам во овој живот. И прво што мораме да најдеме е како да имаме подобри идеи. А подобри идеи доаѓаат секогаш преку подобро знаење и едукација. Преку читање на книги, преку семинари, преку лајвови, преку што и да е, каде што човекот добива вистинско знаење, вистински идеи за себе, за својот ум, за својот живот и така натаму, и така натаму, и така натаму. Сега, можеме да имаме прекрасни идеи. Гледайте ги сите луѓе кои што се успешни, како ја градат својата судбина. Ајде да ги земеме. Илон Маск, гледайте го, Грант Кордон, не знам, кои да се ликови во животот кои што имаат успех на начинот на кој што тие мислат дека е успех. Гледайте, и тоа е судбина за нив. Они го мислат дека е успехот така како што е. За мене успехот ова, ја имам таа идеја, јас сум задоволен од мојата судбина. Ме разбирате? Некој друг човек може да има друга идеја, која што за него е вистина, и за него е убаво, и он ја спроведува таа идеја, он е задоволен од својата судбина.
сега, ама тоа е тоа што ние го сакаме и секако дека мора да биде нешто кое што е добро. Но имаме ли и идеи кои што се без врска у нас? Апсолутно имаме идеи кои што се без врска у нас. Знаете, секогаш кога сме жртви на на нешто, жртви сме на обкружувањето. Ме разбирате? Жртви сме на не знам. Може некој човек да е жртва на жена му. Жената е жртва на мажот. Не, жртва значи као јас сум безпомошен, ништо не можам да направам да се смени ситуацијата и луѓето тоа го викат судбина. Вау, тоа е многу ниско ниво на збор, за многу ниско ниво на состојба, да ви кажам. Судбина може да значи многу убава работа. Некојаш луѓе ќе речат леле. Судбина е бре тоа. Знаеш што онака тежина ќе, абе тоа е судбина. Колку тоа тешко звучи. На некој начин човекот се сложил со таа состојба лоша и тоа се вика жртва. Он е сложен со лошата состојба. Кој што после тоа ние викаме судбина ни било. Знаете, луѓето не го користат тој збор, абе судбина му беше да биде среќен. Судбина му беше да биде успешен. Судбина му беше да не, луѓето речат абе судбина, као тежина има тоа. Ме разбирате како јас сум жртвата. И некако го поистоветуваме тој збор судбина као нешто лошо да е. Судбина му била таква. Судбината му била таква. Па сожалување, па ќе го жалат. Судбина. Он па некако си ужива у таа судбина, у таа игра, жртвичка да си е Зашто? Па не знам. Нешто го боли. Зашто? Појма немам какви идеи имаме. Се не се однесува за сите, да не се земете при срце нешто што ќе кажам, ама сакам да кажам, сигурно има вакви ситуации кои што не се ова што го зборам, но исто така има и ситуации кои што може да се. Луѓе, многу често ние навлегуваме во игра која што не сме свесни дека играме. Разбирате, не сме свесни дека играме. Имате некој дете, ова го зборев, замислете како мал, не го играле другарчињата сервис. И овој, негов бил баскетот. Овој, дајте ми го баскетот, ке си одам ја дома. Му се жали на татко му. Не ми играат сервис, тато. Не ми играат сервис. Океј, татко му вика, бе, слушај, постари се тие, не се ти. Ама, не ми играат, тато. Шо напри си го зема баскетот? Сега си почнал да игра со другариве околу него. Сега те намерно не го викаат. Играат фудбал, си наша своја топка, не го викаат детево што го земал баскетот. И сега детево доаѓа до некоја идеја, а идејата му се формира врз база на тоа што му се случило, вика, вау, не ме сакаат другариве. И сега он почнал да развива некоја идеја, не ме сакаат другариве. Супер. Мислам, супер у наводници, катастрофа е. Ама таква идеја развива. Океј, сега доаѓа до некоја идеја и обично ние идеите, која ќе се заинатим у тие идеи, знаете, ви текнува, почна да собира докази. Докази се ја собира у животот дека другарчињава не го играат. Зашто? Затоа што кога бил после тоа у основно оделение стварно не го викнале, случајно играле фудбал, меѓу оделенија не го викнале, ете тато тие не ме викна, пак никој не ме сака мене. Никој не го сака него. Се тоа станува идеја. Никој мене не ме сака. Он сега ќе бара факти, ќе бара докази, како е тоа вистина, дали е тоа вистина, така ли е? Да. Средно оделение доаѓа. Не го викнале да излезе у каде да е. Требало ето некој кафич. Не го викаат. Ете мене не ме сакаат. Не го сакаат. Вау. Доказ втор, доказ трет, случајот си го изградил. Судбински почнува од негова безврска идеја. И сега се редат фактите и он почнува сега да ги собира тие докази. Вау, едно досие волкаво направил. И гледате што се случува. Он си е режисерот на филмот. Он го направил филмот. Он се одбрал себе како глумец у филмот. Он е главниот лик таму. Само што е жртва на другарите кои што никој не го вика и никој не го игра. Разбирате? Тоа е се, он е жртвата на тоа. Собира докази ни животот. Па ќе дојде на факултет, па ќе излезат некаде. Не го викнале тројца другари, не го викнале, ете, не ме сакаат другариве. Не го сакаат. Да, окей. На работа, отиша на after work party, не го сакаат. Гледайте, он си го направил филмот,
Он си е својот глумец и сето тоа што му се случува е врз база на тоа се он упорен у идејата дека никој не го сака. Упорен е. Знаете колку идеи има? Мажи, жениве се за никаде. Жениве имат идеи дека мажите се за никаде. Какви све глупи идеи немаме на различни теми, без врска идеи. Зашто? Ни служат у играта на животот. Што да кажуваме? Инат. Инат на себе самите. Инат си тераме луѓе. Со кој сме се заинатиле? Па немаме појма. Тој мислите му текнува кога има 34 години и кога не го викнале некаде на слава дека му текнува, мислите кога имал 6 години кога за сервис не го викнале. Не му текна, тој заборавил. И он се фиксира и си прави филм дека тоа е животот негов е таков. Ама ајде да ве вратам на почетокот. Фактите секогаш потекнуваат прво од идеи. И ако човекот цело време кажува дека не го вика, дека едно, дека друго, дека трето, толку ќе направи реално да е тоа, иако не е реално, за него ќе биде реално. Он е целиот тој филм, дека никој не го вика, и дека судбината му била дека сите другари му се љубоморни. На крај тоа му е оправданието. Мора некако да се го оправда тоа. Гледате, имате ситуации каде што луѓето се жртва. Сега он на што е жртва? На другариве е жртва. Ама заборавил дека имал идеја на почетокот за тоа. Имате луѓе кои што имаат различни проблеми во животов. Ама за сите тие проблеми да ги имаме, ние морало да тргне со некоја идеја наша. Не, сме ја заборавиле, да се разбереме. Сме ја заборавиле. Кој знае каде е таа идеја? Може ли сме слушнали од таткото? Може ли од мајката? Од кој да е? Човеков има проблем со пари заради некоја причина. Вау, кој знае каква идеја собрал и оперира врз таа идеја. Не може да направи финанси на еден друг трет начин. Он добива идеја. Не можеш у Македонија на честен начин пари да заработиш. Што му е фикс идејата? Што се обидува да направи? Не, тој ќе се обидува да снема пари. Имате некој човек кој што има фикс идеи на тема жени. Тој ќе се обидува да ги нема. Затоа што идеја. И ние мислиме дека сме жртви на некој околу нас. Сме се обкружиле со луѓе околу нас на кои што ние сме им жртви. Луѓе, да се разбереме една работа. Тие се жртви на нас. Слушнете го ова што го зборам сега. Луѓето околу нас се некога жртви за нас, а ние мислиме дека ние сме жртви на нив. Човеков го гледаш, има проблем со некој девојче, еднаш, два пати, три пати, си каже, јас сум жртва на девојкава. Не човек, тој е жртва, таа е жртва на него. Девојкава све нешто се жали од момчето, од кој да е. Она е жртва на него. Не. Тој може да е жртва на неа, ами зашто е таа таму ако не и чини? Зашто е момчево таму ако не му чини? Протестира. Сменија работата. Не можам јас, не можам. Ти сметат луѓево? Да. Уигра си некоја. У некој игра си, само не ја знаеш ни ти. Како што дечко цело време има некоја идеја, јас сум жртва на девојкиве. Све наоѓа некои деструктивни девојки, све наоѓа некои да ги бараше, не можеше да ги најде, мислам, негативни. Си викаш, зашто ги бара овој негативни девојки? А што мислите зашто ги бара? Затоа што има некоја идеја. Некој игра си има со нив. Дека он е жртва на нив. Оствари, тие се жртва на него. Он душата им ја вади. Веруете? Имате и некој човек што е жртва. Тој со тоа што цел живот е жртва, тој душата им ја вади на другите луѓе што е жртва. Не разбирате? А ние сме жртва на околината. Тие се жртва на нас. Со нашите драматизации, со нашите бубачка у глава. Ке си спокара женава со мажов, он е крив. Што цело време се караш? Цело време имаме некакви идеи, цело време имаме ограничувачки идеи. Леле, ја не можам ова, ја не можам тоа, ја не можам ова. И ми направи промена, не можам. Не може. Зашто не може? Затоа што нешто ја влече во таа идеја, нешто ја влече во таа игра. Ме разбирате? Ама не е свесна она за тоа. Апсолутно дека не е свесна. Иначе зашто би се вовлекла у таква ситуација? Зашто не би ја сменила таа ситуација? Нешто ја кочи. Дал ке е стравот, дал ке што и да е, нешто ја кочи.
Ама тоа е пак дел од играта, ме разбирате? Дел од матрицата наша е. Ние сме биле жртва. Абе не, да ви кажеме на работа, не само што сме режисер, него пусти јадни луѓето околу нас ги избираме, некојаш душата ќе ни извадиме со нашиот карактер, со нашиот темперамент, со нашите бубачки, се они ни се криви. А ние што ќе ги побудалиме некојаш нив со нашите бубачки, не сме размислиле дека и ние нив ги побудалуваме, не само они нас не избрале, ами ние не сме ги избрали. Абе ние сме кастинг директор на нашиот живот. Ние си ги избираме глумците. Кого? Абе некојаш првиот што ќе ти дојде, не би бираш. Дај што даш. Зашто треба да издраматизираме ја се бубачки у главата. Викај, кој да е? Девојче има бубачки некој. Ке се најде некој дечко. Што? Ке ја мотредирал. Ке она го одбрала. Зашто не го смени? Ај кажете ми вие. Јас се чудам. Знаеш, ни треба подобра игра. Ние сме си у нашиот свет. Ние сме си у нашата игра. Ние си имаме наши бубачки, наши неразумности во нашиот ум. И после се жалиме како цел свет ни е крив. Не, цел свет е околу нас заради нашите бубачки у нашиот ум, да се разбереме. Не е обратно. Ние сме го привлекле тоа што е пред нас заради тоа што едноставно е тука нештото кое што е во нашиот ум. Ме разбирате? Ние сме го ставиле нештото во нашиот ум како некоја идеја. Тоа што ви го кажувам, еве со детево кое што рекло, слушај, никој не ме држи. Не ме дружат луѓето. Он ќе се доведе у ситуација да биде управо. Он ќе се доведе у ситуација да е така. Вистина е. Инсистира дека е така. Инсистира дека е тешко. Инсистира дека е мачно. Инсистира дека е катастрофа. Така ли е? Да. У суштина, ние треба да работиме на самите нас. На самите наши умствени ставови, на самите наши идеи, за да ги смениме работите околу нас. Судбината ние не ја држиме у своји раце. Судбината ја држиме во нашиот ум. Видите, не е судбината у нашите раце. Судбината е во нашите идеи. Судбината е во нашиот ум. Судбината е во нашиот став. Ајде да речеме така. Гледате, некојаш ќе се случат негативни, непредвидливи работи. Каков е ставот кон тоа? Затоа што со ставот кон нештото, или ја држиме меморијата до нас, или ја тргаме меморијата надвор од нас. Да, ќе се случат некои негативни работи, ќе се случат некои, можеби и трагедии, да. Мојата татко и мајка умрени се пред да наполнам 30 години, мислам, релативно млад бев. Но мојата реакција на нивната смрт е моја одговорност. Ме разбирате? Баш е одговорност. Ме разбирате? Затоа што јас, како ја гледам на тоа, како ја ќе се носам со тоа. Како ја реагирам на тоа што ми се случило мене. Тоа е дел од, исто така од тоа што, од мојот став кон нештото. Така ли е? Сега, сакам да ви кажам дека точно е дека некогаш ние доаѓаме во ситуација каде што имаме негативни луѓе околу нас. Но исто така ќе ви кажам пример. Замислете, имате ситуација каде што имате, не знам, две керки кои што може би имале негативен некој човек кој што татко, мајка кој што не знам, цело време биле контра нив. Едната девојка керка одлучила да оди понатаму и да не си го зима тоа како релевантни податоци, другата керка останала да биде, ајде да кажам, понатаму толчена со негативности од страна на низините родители. Пак е судбина, затоа што е одлука. Разбирате, одлуката е таа која што ќе ни ја одреди судбината, но одлуката е, пак ќе кажам, врз база на информации, врз база на податоци кои што ние ги имаме во нашиот ум. Можеме да се најдеме не сакајки во некоја лоша состојба, не викам дека не. Но колку брзо ќе излеземе, колку брзо ќе изреагираме на тоа, тоа е важно.
А не да чекаме таму и да седиме и да речеме, па тоа е нашата судбина сега. Затоа што луѓето ќе речат судбина е еднакво на жртва сум. Луѓе, никој не е жртва. Никој не е жртва. Ама прво што мораме да имаме за да ја смениме судбината се убави идеи. Убави работи. Мисли, храброст, креација, цел. Како ја менуваме судбината? Па ќе ја смениме спрема целта. Каква цел ќе? Луѓето немаат цел. О, дигнале раце. Тие се реката ги носи. Ги носи реката. Гледате, веќе немаат контрола врз својата судбина, немаат контрола врз својот живот, зашто немаат креација, немаат мотивација, немаат идеи, немаат визија, немаат имагинација, ништо нема. И луѓето се предпуштени на судбината. Ние сме секој од нас свој универзум. И врз база на нашите мисли и идеи во тој универзум, следствено, преземаме акции, некојаш подсвесни акции, да се разбереме, затоа што некојаш се тие подсвесни безврски идеи. Така ли? Затоа што врз база на некои настани сме донели некакви негативни одлуки, така ќе рече некоја девојка, не знам, едно момче раскинуло, второ, трет момче раскинуло, она, не бре више, абе нема какви, нема мужи у Македонија, бе, не сакам да се мажам. Океј, одлука е се, не сака се мажи, зашто? Затоа што вика дека, океј, нема мажи, нема маж за неа у Македонија. Добро, нема маж за неа у Македонија. Тоа е одлука. Ме разбирате? Сега она, ако не се освести и ако не прифати дека направила глупава одлука, нема мажи у Македонија, нема се мажам, она ако не прифати таа одлука, ако не свати, океј, како ги утнувала маживе, зашто ги утнува мажите, зашто бира секојаш погрешни мажи. Абе, магнет сум за лоши мажи. И ако си магнет за лоши мажи, нешто е со тебе. У магнетизмов пореметено. Така да, сакам да кажам, тоа се тие идеи кои што човекот ги има. И се она донела одлука, океј, нема за неа добар маж. Добро. Нема за неа добар маж. Знаете што ќе прави се у животов? Ќе си ја зајакнува таа одлука. Сака да биде управо. Затоа што не е освестена дека сгрешила. Гледате, за да смениме судбинава, мораме да бидеме свесни. Како сме свесни? Едукација. Прифаќање дека утнуваме некаде работава. Каде немаме резултати? Дај ќе промениме таму. Каде утнуваме работава постојано? Дај таму кај што утнуваме постојано во работава има некоја безврска одлука која што е донесена на таа тема, затоа што тие не влечат натаму. Во тие води судбински. И сега она затоа што сака да е управо, ќе се здружи со 3 такви другарки кои што ниедна нема дечко, сите се огорчени на тема мажи и ќе се седнат убаво во некој кафич и цело време се изборат против мажи во Скопје и во Македонија и на планетава Земја де. Зашто се со двете другарки 3? Па знаеш, таа идеја дека маживе се лоши сега е едноставно триплирана и она е управо. Затоа што гледате сега се дружи со луѓе кои што го имат истиот тој проблем и се зајакнува таа идеја. И што ќе се случи преку таа идеја? Што мислите што ќе се случи? Абе ќе дојде дечкото кој што стварно е супер. Четвртиот дечко е топ. Не, она ќе го избрка четвртиот дечко. Она ќе го избрка. Зашо ќе го избрка? Зашто такви одлуката. Океј. Да. Многу безврска работа имаме донесено како заклучок, да ви кажам. И после тоа се чудиме каде и зашто и што ни е судбината. Ви текнува, секој факт да стане факт, мора прво да потекне од идеја. Идеја, акција, факт. Сега, девојкава добила идеја, нема маж за неа во Македонија. Најболje да остане сама. Охо, сама и ќе си остане. Не секогаш луѓето се свесни за тоа што го донеле како одлука, да се разбереме. Не секогаш се свесни. Многу од одлуките подсвесно влијаат врз нас и не сме свесни дека влијаат врз нас. Затоа што не ни текнува не значи дека ги нема. Ме разбирате? Затоа што не му текнува не значи дека го нема. Идејата е дека одлуките у суштина секојаш можеме да ги смениме. Секоја лоша состојба може да ја смените сега у моментов. И да речеш, окей, животов е убав,
животот ме сака, ја го сакам животот. Ке имам храброст, да го искрирам животов и да верувам, и да сакам, и да имагинирам, и да се трудам да го направам најдоброто кој што можам да го направам. Ме разбирате? Затоа што ако ние донесеме, увидиме дека ја утнуваме работата некаде, и врз база на тоа каде утнуваме работата, ако почнеме да направиме корекции, да се едуцираме на таа тема, ќе можеме да донесеме нови одлуки, подобри одлуки на таа тема, затоа што ќе увидиме дека ја утнуваме работата. Многу често луѓето баш на тие теми кај што најмногу грешат, најмногу сакаат да знаат. Знаете зашто? Затоа што имат инат. Еве ќе ви докажам дека инат. Сте виделе човекот кај што најмалку знае, најмалку греши, бре, најинат е да не научи. Сте виделе, сте приметили ли? Не бре, не можеш да му докажеш ти на таа тема. Зошто не можеш да му докажеш на таа тема кај што греши? Затоа што има инат. И тој инат е поткрајен у неговиот став. Зашто е инатот? Дека управо, бре. Дека е стварно така. И за тие теми кај што човеков најмногу греши, најмногу не му оди, не бро, не е отворен за знаење таму. Он како да има блок на таа тема. Сте приметили? Блок има. На други теми може да му укажете. Он ќе прифати. Ама баш на таа тема која што му е најпроблематична тема, каде што најмногу проблеми прави, каде што секогаш се лизнува у животов, не, он е таму експерт на таа тема, у грешна насока. Експерт е. Не може да му докажеш што он е експерт. Затоа што експерт е проблем. Проблем е затоа што е експерт у погрешна насока. Океј. Така да, гледате, сите луѓе со некој тип на ставови кои што се без врска, се бранат од нешто. Се бранат од нешто, се бранат од нешто. Не знаат што се бранат од нешто, се бранат. Не им е јасно што се бранат. Океј, тоа е играта кој што луѓето играат, ама една работа што сакам само да сватим од овој лайф. Не сме ние жртва на судбината. Судбината е жртва на нас. Ај така да кажем, аки биде цитат. Сандр треба да го постира. Не сме ние жртва на судбината, судбината е жртва на нас. Да се разбереме. И тоа е вистината. Судбината е жртва на нас. Околностите се жртва на нас. Околностите се реакција на нас. Без разлику каква состојба сме, има врска со нашите ставови, со нашите мисли, со нашето знаење. Така ли е? Тоа е вистината. Затоа што се друго, кога ќе речеме судбина, сакаме да кажеме, леле, немаме ние влијание врз нашиот живот. Не. Имаме влијание врз нашиот живот. А тоа се нашите идеи, нашата храброст да бидеме, нашата храброст да креираме, нашата храброст да го одиме нашиот пат. Да се поврзам со претходното предавање. Храброст е да го одиме нашиот пат. Храброст е да играме нашата игра. И после судбината се минува. Кога имаме цел, кога имаме визија, кога имаме храброст да одиме понатаму. Гледате, кога имаме таа храброст да одиме понатаму, да го градиме светот кој што е, ние го сакаме. Тогаш судбината се менува. Но, ако бидете у околина каде што ви ги кратат идеите, каде што ви ја кратат ентузијазм, каде што ви го кратат полетот и енергијата, апсолутно ќе ги снема идеите. Судбински ќе останеме таму. Ама дури и тоа се базира на некоја одлука дека, не знам, не треба да се направи таа промена. Поради што и да е. Поради што и да е. Ме разбирате? Затоа што различни луѓе имат различни негативни одлуки. Знаете? Негативни логи имат, ќе ви кажам колку чудни логи, некогаш, пак ќе кажам, не за сите, да се разбереме, не за сите. Се слушнане дека некогаш има психосоматски болести. Болести кои што умот ги прави на телото. Психосоматска болест е болест која што умот му го прави на телото. И некој човек, докториве ништо не може да му диагностицира, не знаат од каде, вика од стрес, од нешто тие, да. Од нешто е. Замислете таков човек со таква психосоматска болест, он има одлука дека болен маж не се остава. Кој да му одлуката? Болен маж не се остава. Жена му може сакала да го остави. Он е болен. Зашто? Болен маж не се остава.
И ако е тоа психосоматска болест, ме разбирате, психосоматските болести доаѓаат од нашиот ум, од нашиот стрес, од нашите работи. И некогаш сте виделе како деца, кога сме одлучиле се разболиме пред да идеме на испит? Татко ти вика, бре, кај болен бе, иди на испит, не туку. Не, болен сум, ба, болен си. Многу од болестите, се не зборам за другиот тип на болести. Има психосоматски болести, болести кои што доаѓаат од умот, болести кои што доаѓаат од стресот, болести кои што доаѓаат од психата, не доаѓаат од телото. Многу од болестите не доаѓаат од телото. Сакам да кажам, секој човек си има своји заклучоци, секој човек си има своји одлуки во животот, поради кој да е причина. Да, на болно дете нема родителите да му викаат ако добие единица на час. Ја боли нешто, окото, главата, стомачето. Океј. Гледате, ние сме до толку јаки да у суштина можеме некогаш и самите да си едноставно да се донесеме некои глупави одлуки и да направиме некои чудни работи во нашиот живот. Но, луѓе, храброст е да имаме позитивни идеи. Храброст е да имаме оптимизам. Храброст е да идеме напред во животот. Храброст е да креираме. Храброст е да направиме судбината како што сакаме ние. И ако не се погоди у истиот момент и одма, истрајте. 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 Креирајте, истрајте, верувајте во вашите идеи, верувајте во вас самите. Бидете господа на својата судбина. Ние не сме жртви на судбината, судбината е жртва на нас, според тоа што сакаме да искреираме во животот. И знаете што? Позитивните идеи се појаки од негативните идеи. Немој да мислите, имам некоја негативна идеја, нешто ќе ви биде. Нема ништо да ви биде. Негативните идеи доаѓаат од тој реактивен ум, тој не е јак. Она што сте јаки сте вие. Вашите позитивни идеи се многу појаки од вашите негативни идеи. Не се плашите од негативните идеи. Ништо нема да ви биде. Идете напред во животот, секој биде окей. Животот е убав, судбината е убава. Искриете судбината како што сакате вие да искриете. Судбината не е во вашите раце, судбината е во вашиот ум. Ве сакам, ве обожавам, се гледаме повторно за 2 дена. Петок. Поздрав. Чао.